Започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. За 20.000 првачиња во Македонија утре ќе биде првиот ден во училишните клупи. Катастарот додели 100.000 решенија за легализација на дивоградби. Од 15 септември специјалисти ќе бидат 24 часа достапни за граѓаните. Странски туроператори ќе ја скенираат туристичката понуда на Македонија. За 20.000 првачиња во Македонија утре ќе биде првиот ден во училишните клупи. Започнува новата 2014-2015 учебна година. Вкупно 280.000 ученици од основните и средните училишта во земјава денеска се на последниот ден од летниот распуст. Од утре и официјално се означува крајот на летниот распуст и почетокот на новата учебна 2014-2015 година за околу 280.000 ученици во основните и средните училишта. Во новата учебна година, според статистичките податоци, во училишните клупи за првпат ќе седнат околу 20.000 првачиња. Пред почетокот на учебната година се преземаат засилени хигиенски мерки и дезинфекции на училишните објекти поради појавата на зараза од жолтица во неколку општини во државата. Студентите пак стартот на академската година ќе го одбележат на 15 септември, а пак утре нова шанса за упис. Нова шанса за упис. Незапишаните матуранти ќе имаат во уште 2 уписни рока, и тоа утре и на 2 септември во вториот уписен рок и на 15 септември оваа година во третиот уписен рок. Во овие уписни рокови право да конкурираат за индекс имаат и лицата кои положиле училишна матура или завршен испит. По запишувањето на примените кандидати во првиот уписен рок беше објавен дополнителен конкурс за упис на студенти во прва година на прв циклус студии со прецизни податоци за бројот на слободните места. Износот за партиципација е 200 евра во државна квота, 100 евра за дисперзираните студии и по 400 евра за кофинансирање и за вонредни студии. Генерално на ниво на УКЛО проекциите се вкупниот број на запишани студенти да се движи до 2000 студенти. Од 15 септември специјалисти ќе бидат 24 часа достапни за граѓаните. 15 специјалисти пријавени за работа во новоформираниот повикувачки центар кој е дел од проектот Телефонска линија за медицински совети Ало докторе. Министерството за здравство интензивно работи за стартот на центарот кој треба да профункционира на 15 септември. По завршувањето на огласот, како што информираат од Министерството за здравство, со сите кандидати е направено интервју за да бидат запознаени со начинот на работа. Надлежните веќе ги прават и распоредите на лекарите кои ќе бидат 24 часа достапни за граѓаните. Ќе работат во 3 смени. Меѓу пријавените има педијатри, интернисти, епидемиолози, физиотерапевти. Работата во повикувачкиот центар за докторите кои се во работен однос ќе се одвива вон работно време. Целта на центарот ќе биде обезбедување советодавни здравствени услуги, односно консултации и упатства за граѓаните при појава на симптоми за кои не е неопходен итен медицински третман, главоболка, настика, покачена телесна температура. Телефонската линија ќе биде достапна 7 дена во неделата по 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на било какви симптоми на нарушување на здравјето. Воедно докторите ќе даваат медицински консултации и совети за правилна употреба на лековите. Докторите во повикувачкиот центар од Ало докторе ќе бидат поврзани со националниот електронски систем Мој термин и ќе можат да му помогнат на пациентот со известување за следните чекори во однос на извршената телефонска консултација. Согласно критериумите од огласот, пријавените треба да имаат најмалку 10 годишно работно искуство како доктори специјалисти, а можноста за пријавување беше отворена за сите доктори вработени во јавни или приватни здравствени установи, како и невработени или пензионирани доктори. Катастарот додели 100.000 решенија за легализација на дивоградби. Во просториите на Агенцијата за катастар на недвижности денеска беше доделено 100.000-тото решение за дивоградба. Подносител на барањето кое било поднесено вчера во петокот во 15 часот и 45 минути е Радевски Иван од Киселавода. Лидер по бројот на запишани решенија за легализација на дивоградби е општина Прилеп, каде се легализирани 8.230 објекти. Во скопските општини заедно пак се легализирани вкупно 32.710 објекти. По
Прилеп со најголем број на легализирани објекти се и Штип, Битола и Струмица, каде се легализирани понад 5000 објекти, посочи на денешната пресконференција министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Апелирам до сите граѓани да поднесат геодетски елаборати до 31 декември 2015 година и да ги легализираат своите објекти, рече Јанакиевски. Од донесувањето на законот за заклучување на стечајните постапки до денес, пак се изготвени елаборати за 516 објекти на правни лица, за чии објекти се води стечај. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски истакна и дека изминатите 2 недели се примени 120 барања за изготвување на бесплатни геодетски елаборати, потенцирајќи дека агенцијата ја превзема обврската за изготвување на овие елаборати за легализација за лица кои се приматели на социјална или постојана парична помош, како и за лицата со ниски примања до 168.000 денари бруто на годишно ниво. Во акцијата Гора, полицијата досега заплени над 1000 кубни метри дрва. Најголем дел од складиштата за дрва во земјава работат со неправилности. Ова го констатираа државните институции кои изминатиот период спроведоа масовни контроли ширум државата. Од почетокот на акцијата Гора, која има за цел сузбивање на нелегалната сеча со огревно дрво, досега се запленети над 1000 кубни метри огревно дрво. Според пресметките на Министерството за внатрешни работи, тоа се околу 100 камиони со дрва, односно секој ден се запленувале по 3 камиони. Се контролирале вкупно 245 легални складови, при што 49 се затворени, а кај повеќе од половината се констатирани неправилности во работењето. МВР поднело и 10 кривични пријави за државни службеници кои биле вмешани во нелегалниот бизнис со дрва. Во Македонски шуми се задоволни од акцијата. По затворањето на дивите стоваришта за огревно дрво, муштериите полека почнале да се враќаат во легалните. Инаку од МВР најавија дека акцијата ќе продолжи. Засилени контроли ќе се прават на местата каде што има и најголема нелегална сеча на дрва, односно Рачиново, Тетово и Скопје. Еве што ќе гледате во продолжение. Странски туроператори ќе ја скенираат туристичката понуда на Македонија. И за други вести по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали го користите бесплатниот железнички превоз? Да? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во жешките летни вечери, една од најдобрите занимации е да се гледаат филмови. Тера телевизија ги најавува своите филмски термини. Од понеделник до петок, вечерен филм на Тера на 10 минути пред полноќ. Во сабота и недела, попладневен термин за филм во 18 часот. Филмска програма на Тера телевизија. Вие ја гледате Тера телевизија. Странски туроператори ќе скенираат туристичката понуда на Македонија. 20 странски медиуми и туроператори денеска од Албанија пристигнаа во Македонија како дел од нивната регионална турнеја за запознавање со туристичките потенцијали на Западен Балкан. Турата Недела на авантури во Македонија ќе трае до 4 септември, докога странските гости ќе се запознаваат со туристичката понуда на земјава. Меѓу нив се и представници на реномираните National Geographic Travel и Yahoo Travel. Целта на посетата е промоција на Македонија како дестинација за активен туризам пред највлијателните туроператори и медиуми од Северна Америка и Европа, со цел зголемување на бројот на странските туристи во земјава. Туроператорите ќе воспостават врски со бизнисите од секторот туризам во земјава, за во иднина да можат да продаваат патувања до Македонија. Групата странски туроператори на граничниот премин Светинам вечерва ќе пречека директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Кристијан Джамбавзовски, од каде на велосипеди ќе се упатат кон манастирот Светинаум. И месец септември градот Крушево ќе биде во знакот на културата. Од општина Крушево и од Министерството за култура најавуваат голем број настани во рамки на манифестацијата Крушево град на културата за 2014 година.
Многобројните културни настани во Крушево започнуваат со изложба на копаници, која е во чест на големиот македонски копаничар Петре Филиповски Гарката. По тој повод, на 2 септември, вторник, во 12 часот во црквата Свети Никола во Крушево, ќе се одржи панихида со која ќе се обележат 160 години од смртта на Гарката. Истиот ден, во 17 часот, во Домот на култура на Умовски Борче во Крушево, ќе се отвори 57-та изложба на копаничарски дела. Организатор на изложбата е Сдруженијето на копаничари на Македонија Битола, а заинтересираните ќе можат да ја посетат до 9 септември. Во пресрет на одбележувањето на Денот на независноста на Република Македонија, кој истовремено е и ден на ослободувањето на Крушево, од општината најавуваат богата културна понуда за сите оние кои ќе се одлучат празничните денови да ги поминат во Крушево. На 7 септември во 21 часот пред споменикот Илинден ќе започне концертот на Владко Стефановски, а веќе следниот ден на 8 септември на платото на местноста Гумење во 20 часот ќе започне концертот на ансамблот Танец. Сите овие настани се во рамките на манифестацијата Крушево, град на културата за 2014 година во реализација на Општина Крушево и Министерството за култура на Република Македонија. А еве што донесува светот. Европската Унија, Русија има една недела да ја смири ситуацијата во Украина или следат нови санкции. И за други вести од светот по паузата. Останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Светот денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Русија има една недела да ја смири ситуацијата во Украина или следат нови санкции, е ставот на Европската Унија. Челниците на Европската Унија ја задолжија Европската комисија да подготви нови санкции против Русија, која ја обвинуваат дека ја влошила кризата во Украина, изјави председателот во заминување на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј по завршувањето на самитот во Брисел. Советот е спремен да донесе нови мерки во атмосферата на ескалацијата на судирите во Украина, рече Ван Ромпуј на пресконференцијата. Европската комисија треба да подготви нови мерки во рок од 7 дена, а потоа за тоа треба да се изјаснат земјите членки на Европската Унија. На оваа одлука и претходеше излагање на украинскиот премиер Петро Порошенко пред европските челници за ескалација на кризата и долга расправа во која имало широка дебата, во која што била истакната неопходноста од продолжувањето на дипломатскиот диалог. На самитот во Брисел повторно беше искажана поддршката за територијалниот интегритет и суверенитет на Украина во меѓународно признатите граници, а од Русија и натаму се бара да даде практични действија за прекин на огнот и поддршка на мировниот план на Порошенко, како и да прекине да ја дестабилизира соседната земја и да ги исполни сите меѓународни обврски. Како што пишуваат западните медиуми, овој пат европските санкции ќе го опфатат рускиот извоз на некои продукти. На самитот во Брисел беше постигната и согласност за именување на полскиот премиер Доналд Туск за нов председател на Европскиот совет и на италијанската министерка за надворешни работи Федерика Могерини за висока представничка на Европската Унија за надворешна и безбедносна политика. Путин повика на итен прекин на непријателствата во Украина. Рускиот председател Владимир Путин смета дека е неопходно многу брзо да запрат воените действија во Украина, за да се обезбеди подготовка на целото население за престојната зима. Рускиот челник ја даде изјавата во интервјуто емитувано на првата програма на државната телевизија, во кој се осврна и на односите со украинскиот председател Петро Порошенко и на кризата во односите со Европската Унија и Соединетите Американски држави. Според мене, освен Русија, за тоа веќе никој не размислува. Првиот и основен услов е прекинот на непријателствата и итно започнување на обновување на инфраструктурата. Треба да започне подготвувањето на неопходните резерви, да се спроведат потребните поправки, да се регулира функционирањето и да се изврши подготовка за есенско-зимскиот период, рече рускиот председател Путин. Покрај тоа, Путин ги повика украинските власти да започнат преговори за политичката организација на тамошното општество во југоисточните региони, каде што инаку е мнозинство
мнозинско рускојазично население. Неопходно е да бидеме посветени на спроведување на планот за кој што се договоривме, рече рускиот челник. Според него, украинската криза станала лекција за сите, вклучително и за Западот, во иднина сличните прашања што се појавуваат да бидат решавани на мирен начин. Сепак, рускиот председател не очекува брзо завршување на украинската криза, бидејќи во соседната земја наскоро ќе започне предизборната кампања. При тоа Путин одби да дава предвидување за тоа како ќе се надмине кризата во Украина. Во однос на заострените односи со Западот, председателот на Русија рече дека западните земји кои што ја поддржуваат воената операција во југоисточните рускојазични региони на земјата треба да се потсетат на европските демократски вредности. Соединетите американски држави изведоа воздушни напади врз борците на групата Исламска држава во близина на опколениот шиитски град Амерли на северен Ирак и од воздух спуштија хуманитарна помош за цивилното население во регионот, соопшти Пентагон. Председателот Барак Обама ја одобри операцијата за да го спречи нападот од страна на Исламската држава врз жителите на Амерли. Помошта била испорачувана од американски авион заедно со авиони од Велика Британија, Франција и Австрија, посочи портпаролот на Пентагон Марк Рајт. Градот Амерли, населен главно со шиити туркмени, се наоѓа на 160 километри северно од Багдад, а повеќе од 2 месеца е опколен од джихадистите. Ирачката армија и курдските сили вчера почнаа офанзива против сунитските джихадисти од Исламската држава. Сириските екстремисти на слобода пуштија 5 либански војници од група заложници кои беа заробени на почетокот на август, соопшти Либанската национална агенција, цитирана од ДПА. Војниците во текот на ноќта му биле предадени на шејк Мустафа Ал-Хуџеири, влијателен локален жител на североисточниот либански град Арсал. Војниците се наоѓаат на безбедно место во Арсал, изјави Хуџеири за либанската телевизија LBC. Беа ослободени без да се дава нешто за возврат. Војниците беа грабнати во борбите што избувнаа на 2 август во близина на Арсал меѓу либанските сили за безбедност и борци кои веројатно се поврзани со радикалната сунитска група Исламска држава и фронтот Ан-Нусра, кој пак е тесно поврзан со Ал-Каида. 5 ослободени војници се сунити, а околу 24 припадници на либанските безбедносни структури се уште се во заробеништво. Стотици повредени во судири на политички протести во Пакистан. Полицијата стрелаше со гумени куршуми и фрлаше солзавец врз демонстрантите кои што ноќта кон неделата се упатија кон резиденцијата на пакистанскиот премиер, барајќи ја неговата оставка, пренесуваат агенциите, повикувајќи се на пакистански функционери. Најмалку 200 лица се повредени во судирите кои траеле цела ноќ. Демонстрантите кои кампираа пред парламентот во Исламабад 2 седмици тргнаа кон резиденцијата на премиерот Нафас Шариф, кој изјави дека нема да ги послуша нивните повици да си поднесе оставки, но беа спречени од полицијата. Судирите избувнале кога илјадниците демонстранти почнале да фрлаат камења и се обиделе да ги отстранат барикадите пред премиерската резиденција. Меѓу повредените има и жени, деца и полицајци, изјави министерот за одбрана Хаваџа Асаиф, пренесуваат агенциите. Опозицијскиот челник, поранешниот славен играч на крикет спорт, кој е најпопуларниот во Пакистан, Имран Кан, и влијателниот исламистички клерик Тахир Ул Кадри, која контролира мрежата исламски училишта и болници, од 15 август ги предводат масовните протести во пакистанската престолнина Исламабад. Двајцата бараат оставка на премиерот Нафас Шариф, обвинувајќи го за корупција и местење на минатогодишните парламентарни избори, на кои доби 190 од 342 пратенички места во парламентот. Протестите ја подкопаа стабилноста на земјата од 180 милиони население, погодена од големата невработеност, секојдневните прекини на снабдување со електрична енергија и талибанскиот бунт. Украински авион се урна во Алжир. Алжирската новинска агенција соопшти дека несреќата се случила во раните утрински часови. Украински цивилен карго авион се урнал во планините на Алжир во близина на градот Таман Расет, при што загинале најмалку 3 членови на екипажот. Алжирската новинска агенција соопшти дека несреќата се случила во раните утрински часови. Авионот Антонов Ан-12 броил 7 членови на екипажот и бил на пат кон Гвинеја, кога се урнал на околу 15 километри јужно од аеродромот, откако претходно таму застанал од технички причини. Причината за несреќата се уште не е позната.
Во Сенегал е забележан првиот случај на ебола, а лечењето на заразените во овој момент е апсолутен приоритет, соопштуваат од Светската здравствена организација. Со ебола е заразен 21 годишен студент од Гвинеја кој на 26 август побарал лекување во болницата во Дакар. Светската здравствена организација наведува дека што побрзо може да побара итна помош за Сенегал, посебно во заштитна опрема за медицинскиот персонал. Со првиот случај на ебола Сенегал стана петтата земја од западниот дел на Африка во која се појавила оваа болест. Досега од ебола починале повеќе од 1500 лица. Во меѓувреме канадски истражувачи соопштија дека експерименталната вакцина за МАП против ебола дала позитивни резултати при тестирањето врз животни, пренесе BBC. За време на истражувањето со вирусот на ебола биле заразени 18 мајмуни макаки. Вакцината за МАП им помогнала на сите да оздрават, вклучувајќи ги и оние кај кои болеста се наоѓала во досната фаза. Тоа охрабрува дека наскоро може да биде создаден лекот против смртоносната болест. Досега од неа починале 1550 луѓе. Болеста се шири во неколку земји од Западна Африка, Гвинеја, Либерија, Сиера Леоне, Нигерија и Сенегал. Заразата води до смрт во 25% до 90% од случаите. Казни за брзо возење, истечена сообраќајна дозвола и управување на возило под дејство на алкохол. Секторот за внатрешни работи од Битола во текот на минатата недела на територијата која ја покрива спроведе 3 акцијски контроли, и тоа за откривање на возачи кои управуваат со возила во сообраќај на пат под дејство на алкохол, за непочитување на правилата за првенство на минување и за контрола на брзината на движење на возилата. При контролата за откривање на возачи кои управуваат со возила во сообраќај на пат под дејство на алкохол, контролирани се 221 возач, при што 155 возачи се подложени на проверка за присуство на алкохол во организмот со помош на апаратот Дрегер. Кај 21 возач констатирано е присуство на алкохол, за што се издадени 21 платен налог. Исто така, при контролата констатирани се 11 други прекршоци на возачите, за кои се издадени 9 платни налози, 2 покани за наплата на глоба, а 3 возила се исклучени од сообраќај заради констатирана непродолженост на сообраќајната дозвола. При контролата за непочитување на правилата за првенство на минување, контролирани се 133 возила и кај 14 возила констатирано е неотстапување на првенство на минување, за што се издадени 14 платни налози. Исто така, при контролата констатирани се 36 други прекршоци, за кои се издадени 17 покани за наплата на глоба и 17 платни налози, а 2 возачи се писмено предупредени. При контролата за контрола на брзината на движење на возилата, контролирани се 218 возила и констатирани се 68 пречекорувања на брзината. Од ниво населено место констатирани се 47 пречекорувања, а 21 пречекорување надвор од населено место, за што се издадени 51 покана за наплата на глоба, 8 платни налози и 9 предупредени возачи. Исто така, при контролата констатирани се 15 други прекршоци, за кои се издадени 5 покани за наплата на глоба и 10 платни налози. Со цел да се подигне јавната свест кај младите и пошироката свест за важноста на активната борба против трговијата со луѓе, Семпер организира работилници за 38 наставници од 19 основни училишта, опфатен е Пелагонискиот регион. Маја Богоевска. Здруженијето за еднакви можности Семпер од Битола одржа 2 еднодневни работилници за 38 наставници од 19 основни училишта од општините Битола, Новац и Могила и Демирхизар. Во рамките на проектот вклучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност. Главната цел на овој проект е активното вклучување на младите луѓе во борбата против трговијата со луѓе. Проектот е финансиран од делегацијата на Европска унија во Република Македонија, врз основа на грант договорот помеѓу Здруженијето за еднакви можности Семпер од Битола и Министерството за финансии на Република Македонија, односно секторот за склучување договори. Целта на тренингот за наставници е зајакнување на капацитетите на наставниците и соработниците за превенција од трговија со луѓе како продолжение на досега одржаните 2 еднодневни и еден дводневен тренинг за вршничка едукација од 38 ученици од 7 и 8 деление од исто така 19 основни училишта од 4 општини од Пелагонискиот регион Битола, Новац и Могила и Демирхизар. Следни активности кои следуваат во овој проект, во рамките на овој проект се одржување исто така на 19 едукативни работилници
Исто така во 19 основни училишта. Подигнатата јавна свест кај младите и пошироко ќе се постигне и со спроведување на медиумска кампања, промотивни материјали и прирачник за врсничка едукација. Утре на стартот на новата учебна година не очекува дестабилизација на временските услови, најавуваат метеоролозите. Според управата, од утре попладне нашето подрачје ќе потпадне под влијание на циклонска активност, што ќе предизвика кон крајот на денот и во наредните денови времето да биде пооблачно со чести и пообилни врнежи од дожд и локална појава на грмежи. Најмногу врнежи се очекуваат во вторник и среда, кога на повеќе места ќе наврнат над 30 литри на метар квадратен. Од вторник ќе има и позначителен пат на дневната температура. Еве го метеото на Тира. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно.